Еден од најтешките инциденти во модерната историја на Македонија се случи на 16 март, кога во пожар во дискотеката Пулс загинаа 63 млади луѓе, а беа повредени над 200. Трагедијата се уште ја тресе земјата. Истрагата покажа дека објектот работел без соодветни дозволи и без стандарди за безбедност. Беа откриени сериозни институционални пропусти и коруптивни елементи при издавање на дозволата за работа. За трагедијата се обвинети 34 физички и 3 правни лица. Судењето започна на почетокот на декември. Во октомври се одржаа редовните локални избори во 80 општини во Македонија, при што владеачката партија ВМРО-ДПМН освои најмногу градоначалнички места, вклучително и во градот Скопје. Локалните избори покажаа дека кај граѓаните постои општо незадоволство и апатија, па така излезноста беше едва и 40%. Инаку политичката клима во целата 2025 беше поларизирана, со остри напади меѓу владеачките и опозицијските партии. Двете најголеми партии секојдневно се препукуваа објавувајќи наводи за корупција и криминал. Летото и есента беа обележани со многобројни шумски, но и пожари во населените места. Буквално гореше во цела Македонија. Опозицијата обвинуваше дека власта не е способна да се справи со пожарите, а власта дека голем дел од обновите се намерно подметнати. Беше прогласена и 30-дневна кризна состојба, со цел подобро управување со пожарите. Огнот уништи поголеми површини шума, пасишта и предизвика опасност за населени места. Беа приведени неколку пиромани. Рейтингот на судските и обвинителските институции годинава не престана да се намалува. Граѓаните искажуваа недоверба во правосудните органи. Судството влезе во конфликт со владата, а и бараше за себе поголеми плати. На тоа одговараше премиерот Христијан Мицковски, алармирајќи дека во однос на државите од ЕУ, Македонија одвојува најголем процент од БДП за судството и дека судиите не заслужуваат поголеми плати. На средината на декември оставка си даде државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Во текот на 2025 година продолжи силниот дипломатски притисок од Бугарија и институциите на ЕУ за спроведување уставни измени како услов за отпочнување на преговорите за евроинтеграција. И покрај бројните политички средби и посредување од Брисел, македонската влада успеа да го одбие притисокот и да стави јасно на знаење дека за вклучување на бугарите во уставот потребни се гаранции од Брисел дека ќе нема нови вета, но и дека Софија треба да си ја заврши домашната задача со спроведување на пресуди од Судот за човекови права поврзани со македонското малцинство во Бугарија. Иако инфлацијата во 2025 година се стабилизираше, трошоците за живот останаа високи, особено за основните намирници и домувањето. Повеќето семејства почувствуваа дека платите не се усогласени со растот на цените, што го зголеми финансискиот притисок врз домакинствата. Сепак неколку мерки за субвенција од владата и финансиска поддршка од локалните општини делумно ги облажија последиците, но не доволно за да се почувствува значителна промена кај граѓаните. И во 2025 година Македонија се празнеше. Недостигот од сигурност и перспектива, немањето правда и правдина ја задржа Македонија меѓу земјите со најголем одлив на млади во регионот. Младите продолжуваат да бараат образование, работа и можности за развој во странство, додека дома остануваат малку шанси за напредок. Овој тренд влијаеше и врз демографската слика на земјата, создавајќи празнини во работната сила и потенцијал за забавување на економскиот и социјалниот развој. Загадувањето на воздухот, како и уништувањето на зелените површини, пак се најдоа меѓу најголемите јавни теми во 2025 година. Градските центри, особено Скопје, Тетово, Битола и Куманово, се соочуваа со зголемена концентрација на штетни честички, а се бележеше интензивно сечење на дрвјата и редуцирање на јавните зелени површини. Граѓаните и еколошките организации организираа протести и иницијативи за зачувување на природата и подобрување на квалитетот на животната средина. Случувањата повторно ја актуализираа потребата од ефикасна државна политика за екологија и урбан развој. Низ целата година најмногу не радуваа нашите млади талентирани ученици. Тие учествуваа на разни балкански, европски и светски олимпијади по физика, математика, биологија и други научни области.
Често на нивните гради имаше златни, сребрени и бронзени медали, со што докажуваа дека Македонија е полна со таленти кои рамноправно се носат со своите врсници од останатите држави. Во 2025 година македонската фудбалска репрезентација испише уште една значајна страница во својата историја, пласирајќи се по втор пат во бараж за пласман на светско првенство. Овој резултат ја врати надежта и оптимизмот кај навивачите, потврдувајќи дека Македонија може да биде рамноправен противник и на посилните европски селекции. Иако баражот останува голем предизвик, настапите беа оценети како спортски успех.